Во емисијата Нега и здравје разговараме со Атанас Киријаковски, професор по психологија и когнитивни науки на Меѓународниот Балкански универзитет. Добре дојдовте. Здраво, добре најдов. Така. Ќе разговараме на една тема која што е неодминлива во ова време, пандемијата со коронавирус и психологијата. Во овој момент Комисијата за заразни болести се состои од лекари, инфектолози, епидемиолози. Вие сметате дека треба во оваа комисија да има и психолози и социолози. Зошто тоа го мислите? Да, психологијата на епидемиите е многу битна компонента, затоа што епидемиите или во овој случај пандемиите се многу поголем проблем, кој што не е ограничен само на биолошката компонента, туку е ограничен и на социјалната компонента, мислам се проширува и кон психологијата и така натаму, преминува многу граници на глобално ниво и всушност динамиката на луѓето, нивните навики, нивното однесување во суштина е тоа што најчесто ја диктира и динамиката на епидемиите. Значи, од една страна ја имаме вирулентноста или моќта да зарази на еден патоген, на вирусот, но од друга страна го имаме и однесувањето на луѓето кој што го овозможува тоа. И токму затоа знаеме и гледаме дека засега во отсуство на вакцина и на успешни третмани на болеста COVID-19, единствени мерки кои што се препорачуваат и кои што се превземаат се мерките на модификација на човековото однесување, што тоа би било честомење на рацете, одржување на дистанца, физичка дистанца помеѓу луѓето, избегнување на собирање во групи и така натаму. Сето тоа не се медицински, да речеме, третмани, туку тоа се мерки кои што превземат модификација, односно сугерираат модификација на нашето социјално и групно однесување. И од тој аспект, ако имаме комисија која што се состои само од епидемиолози, инфектолози, кои што го разбираат и го гледаат само медицинскиот и биолошкиот аспект на проблемот, сметам дека недоволно го гледаат аспектот од страна на психологијата. Иако препорачуваат мерки кои што се домен на психологијата и когнитивните науки, сепак нема експерти доволно во нивниот тим кои што би можеле да допринесат повеќе. Сакам да кажам дека овој проблем е мултидисциплинарен проблем и не се ограничува само на еден домен. Затоа има потреба силна да се вклучат експерти токму од оваа област на човековото однесување, а тоа се психолози, и психијатри, и когнитивни научници генерално, кои што го разбираат повеќе тоа, за да можат да допринесат кон поуспешни мерки. Очигледно гледаме дека за сега, за жал, не функционираат мерките и сме во едно, да речеме, многу лоша ситуација, епидемиолошка. Така, мерките не се почитуваат, не се носи заштитна маска, не се држи растојание, односно луѓето се групираат, особено младите во вечерните часови. Како да се влијае да им се наметне дека всушност ситуацијава е сериозна? Наметнување е малку, мислам дека е секое однесување кое што се наметнува, кое што се форсира, е проблематично затоа што има рок на траење. Значи, можеш да наметнеш нешто со сила за краток период. Како што беше првиот месец, додека не знаевме ништо што се случува. Полициски часови, значи интензивни забрани и така натаму. Но гледаме дека тоа функционира на мал, краток период, но очигледно не функционира на долг период. Прво затоа што е многу стресно. И луѓето генерално не би прифатиле да живеат под такви стресни околности долг период. Значи, сите ветувања беа дека, ќе опадне бранот, ќе се намалат случаите. Ќе заврши до јуни, но продолжи втор бран. Така, и затоа што имаше силни мерки кои што се наметнуваа, но според она што го сугерираат, например, бихевиоралните научници, психолозите и останатите, е дека повеќе треба да се тежне кон она што го викаат на англиски nudge, односно кон поттурнување на јавноста. Тоест, да се ствараат навики со
суптилно посочување и суптилно модифицирање на однесување наместо со она еклатантно, нели, забранување и така натаму. Затоа што, како што кажав, многу е тешко да се одржи интензивни, строги мерки на долг период. Луѓето ќе почнат дефинитивно после одреден период ќе има прекачна точка, каде што луѓето ќе се чувствуваат, не знам, опресирани, што веројатно и голем дел ќе се чувствуваат така, и дури намерно ќе одат контра тоа со цел да протестираат на некој начин. Проблемот кај младите и кај останатите што имаме проблем на тоа што овој, да речеме, противник, овој вирус е невидлив. И голем дел од, нели, позитивните случаи кои што го носат вирусот се асимптоматски, некаде проценуваат од 30 до 50%, и тие луѓе не чувствуваат никакви тегоби или чувствуваат многу благи тегоби кои што ги рационализираат или релативизираат со, не знам, настинка и така натаму, не е ништо страшно, и токму тоа доведува едно чувство дека не постои опасност. Значи, не се активираат нашите перцептивни, психолошки одбранни механизми на реагирање. Типично, нели, одреден, нели, животински вид, меѓу кои, нели, ние спаѓаме во тоа царство, доживува опасност од генерално 3, да речеме, насоки. Првата е од други животински видови, тоа е, нели, кога волк јаде овца, значи овцата се плаши од друг животински вид, постои опасност од тоа. Од самиот вид меѓу себе, значи кога некој друг од твојот сопствен вид може да те нападне или да те наштети, или некоја природна непогода, тоа е третиот вид на опасност. И сега, во овој случај, спаѓа во категоријата нашиот, конспецифик се вика, нашиот припадниците на нашиот вид се всушност најопасни за нас, затоа што ние сме дел од групата кој што може да не наштети. И токму затоа што тие механизми на самоодбрана психолошка не се активираат, затоа што е невидливо ова, луѓето мислат дека е окей, и природно, например, однесувањето ротира околу фактот дека постои така наречена тенденција кон оптимизам. Тоа е еден вид на еволуцијска заблуда, затоа што типично оптимизмот кај луѓето е попревалентен од песимизмот, и тоа се има зошто е тоа така, затоа што во еволуцијски контекст тоа функционира. Типично оптимистите се посрекни, помалку се, нели, заболуваат, збориме просечно, нели, живеат подолго во просек од песимистите и така натаму, бидејќи и како тоа се рефлектира во моментална состојба, сите си мислат, мене не може да ми се случи. И едноставно не превземаат, не детектираат опасност, мислат дека нив нема тоа да им се случи, и најверојатно тоа се причините зашто, нели, не го сваќаат проблемот сериозно. Не мислат дека е доволно релевантен за нив, посебно ли нема да допре до нив. Да, категоријата на помладите кои што имаат заблуда дека ова е вирус од кој што, нели, страдаат само постарите, и тоа е еден вид на заблуда која што... Но тоа беше наметнато уште во самиот почеток, нели, на самите излагања на медицинските лица, во кои што укажуваа дека ризична група се постарите лица, хронично болните, и се внесе некој страв токму кај оваа група. Да, постоја, мислам, иницијално имаше многу конфузија околу тоа, и веројатно е така, значи, логично е, нели, зашто постарите би страдале, типично постарите имаат послаби имуни системи, веројатноста да поседуваат некоја хронична болест е далеко поголема, и нормално кога ќе ги скомбинираш тие две компоненти, веројатноста за смртност е поголема кај постарите, тоа е така, но тоа не значи дека и помладите не страдаат. Так. Затоа што ова е тежок респираторен синдром фактички, буквално вирусот ги оштетува белите дробови. И сите имаат бели дробови, млади и стари. Тоа не значи дека си млад дека не можеш да настрадаш, и има една друга битна компонента. Треба да се размислува и за другите околу нас. Кај нас културолошката матрица е најчесто младите да живеат со постарите во едно семејство, и да не е така, значи, и да е така дека постарите заболуваат само, нас не тангира тоа, повторно имаат одговорност помладите да ги заштитат постарите,
затоа што ако и да се заразени, и да се асимптоматски, повторно идат дома, Така, кај може да го татко, пренесат. мајка, да, баба, дедо, и ги доведуваат своите најблиски во опасност. И затоа аргументот дека, не знам, ги засега највеќе постарите е невалиден и дури опасен. Создава едно лажно чувство, една илузија на безбедност. Така. Но... Кој тип на лидершип во моментов во овој случај е најпогоден за да се стекне една доверба во општеството и да се прифатат мерките? Да. Значи, преминуваме од муаветот за еволуцијска и социјална психологија, преминуваме малку кон повеќе кон темите на социјална психологија. Лидершипот е дел од оваа проблематика. Очигледно е дека има недоверба во системот и тоа е така затоа што со години наназад многу разочарувања се нудат од политичките гарнитури кои што се менуваат на власт. Луѓето се разочарани од здравствениот систем, практично. Имаат недоверба во здравствениот систем. И тука е проблемот. Значи, ефективен лидершип не може да се стекне со недоверба. Значи, ефективен лидершип се стекнува кога луѓето веруваат во тебе. И проблемот е што истите тие ликови, кои што најчесто луѓето не им веруваат, бидејќи биле разочарани, излегуваат, држат говори, промовираат некакво однесување. Често пати тоа е поврзано со малку е лицемерно, затоа што не е направено со искрена намера да се победи епидемијата, да беше тоа така, до сега ќе имавме можеби експертска влада составена од најспособните луѓе во земјава да го решиме проблемов, па понатака после да продолжиме да се колеме, што се вика, политички. Очигледно се политизира работата, се создава една поларизација, вие сте лоши, ние сме добри и така натаму. Што сигнализира кај населението дека ова е еден вид на игра, дека нема искреност, дека тие што се одговорни, лидершипот, немаат искрена намера да го решават проблемот и тоа дополнително создава недоверба. И затоа нема ефективност кога од такви луѓе излегува пораката. Значи, пораката мора да излезе од авторитети и мора да се адаптира тој лидершип на различни, да речеме, групи во општеството. Не сите групи се исти во Македонија. Некои групи, например, за лидер го сметаат својот религиозен водач, например, оџа, поп и така натаму. Тоа е за нив извор на кредибилитет, на информации. Некои го сметаат својот, например, шеф на работа, некои го сметаат некој друг локален моќник и така натаму. Значи, тоа е проблем на лидершип. Што значи лидершип во овој контекст? Дали доколку се адресира целото население со истата порака, очигледно е неефективно. Ја мислам дека подобра стратегија би била да се лоцираат тие локални водачи, локални лидери и преку нив да се дистрибуира пораката, затоа што тие всушност представуваат авторитети за нивните заедници, за нивните групи. И таков, например, има случај во Сиера Леоне, во Западна Африка, каде што имало епидемија на ебола и кога се вклучуваат религиозните лидери во борбата преку промовирање на, да речеме, позитивно под наводници, корисно однесување за заштита од еболата, тогаш полека почнала епидемијата да се надминува. Значи, одговорноста не е само кај оние кои што се на политички функции, туку подобра стратегија би било да се детектираат кои што се локални лидери кои што би можеле понатака да интервенираат директно во заедницата каде што живеат. Доколку тие лидери, доколку тие авторитети се придобиат и се едуцираат и им се објасни дека мора ова да го поминеме сите заедно затоа што сите заедно не тангира, мислам дека би била подобра стратегија отколку да се тактизира, да се со политиканство, со многу е нечесно и многу е нефер и инфантилно е, детски е, мислам. Затоа страдаме сите поради недовербата во системот, недовербата во лидерите и така натаму. Така. Што добива поединецот, а што губи доколку не се придржува до мерките и не ги почитува? Да, имаше еден бран на
едно однесување каде што луѓето нели брза по супермаркети да купат што е можно повеќе. Така. Затоа што беа уплашени дека ќе снема храна. Нели, и во аптеките имаше редици, се набавуваа лекови. Да. И тоа е едно однесување кое што во теоријата на игри, тоа е на посебна теорија во математиката и економијата, се нарекува zero sum game, или на македонски би било нешто како нулта збир игра. Тоа значи дека кога едниот добива, другиот губи. Луѓето мислат дека се наоѓаме во таква ситуација. Мислат дека ако јас ги соберам ресурсите од супермаркет, како купам све и не оставам ништо за другиот, они мислат дека јас добивам повеќе, другиот губи. Значи јас за некоја себична компонента се заштитувам себе си со тоа и до оке, но в случајот на епидемиите е што теоретски тие не се нулта збир игри, значи не се состојба каде што едниот добива, другиот губи, туку се состојба каде што сите губиме доколку има некооперативно однесување. Значи сите губиме, ова не е нулта збир игра. Што значи тоа? Ако јас ги соберам, ги купам ресурсите од супермаркет само за мене и не оставам лекови, например, за другите, јас фактички повторно илузорно мислам дека сум заштитен, но го зголемувам процентот на луѓе кои што немаат доволно, например, храна и лекови, кои што им го зголемува фактички нивната веројатност да се заразат од вирусот, што од друга страна пак влие врз на популацијско ниво, влие на мојата веројатност да се заразам. Ако има повеќе луѓе кои што се во опасност, кои што имаат поголема веројатност да се заразат, ако има повеќе луѓе заразени околу мене, веројатноста јас да се заразам е поголема. И од тој аспект епидемиите не се нулта збир игри, туку се игри во кои што губиме сите доколку не соработуваме. И затоа е многу битно да има соработка, да има кооперативност, за да допринесеме, фактички сакам да кажам дека доколку ние се грижиме за групата, за другите, за заедницата, истовремено во овој случај се грижиме за себе. Затоа што епидемиите и пандемиите се популацијски проблеми, не се индивидуални проблеми. Значи ова не е од типот на болест која што е рак, која што не се пренесува преку комуникација, туку е тип на болест која што е високо контаминирачка на ниво на популација во заедницата се шири. Затоа мора да има одговорно однесување како поединец кон другите, доколку сакаме и јас лично како поединец да го зголемам мојот бенефит да нели останам жив и здрав. И тоа е една погрешна перцепција која што е исто погрешно се расудува кај добар дел од популацијата. Себичното однесување не ни оди во прилог. Сега, како да се пренесат важните пораки на науката на населението кое што и можеби не е доволно писмено? Да. Науката има една вродена мана, под наводници, нели, е тоа што бара, прво е комплексна, прво честопати е неинтуитивна, значи честопати оди спротивно од тоа што се нарекува common sense или јавно мислење или јавно прифатено мислење и честопати оди спротив верувањата и убедувањата на луѓето. И нормално честопати идеите кои што се комуницираат се покомплексни од обично и затоа мора да се најде добар модус на комуникација со цел да се пренесат тие идеи. Например, кога зборуваат за рамнење на кривата, тоа на многу луѓе не им е јасно што значи тоа. Прво затоа што е математички концепт, затоа што е концепт кој што поврзува една, да речеме, бара една способност да се разберат концептите на тоа ниво, нели, да видиш графикон и зошто оваа крива ако оди нагоре е лошо, а зошто е подобро ако оди надолу и како тоа се рефлектира во реалноста, нели, во нашиот здравствен систем. Тоа е малку комплицирана тема да се објасни. И од тој аспект мора да има внимателна стратегија како овие работи се објаснуваат кај луѓето. Честопати проблем се исто и теориите на заговор, затоа што нели
многу луѓе веруваат ова е некој го контролира, некој го создал намерно. Не веруваат во вирусот многу од нив. Не веруваат дека постои затоа што мислат дека треба нешто да го видиш за да веруваш. И нели се појави на 5G мрежата, коинцидентно во истиот период се промовираше и луѓето. Честопати проблемот на теориите на заговор е што луѓето бараат големи причини за големи последици. Значи, ако е нешто, ако има огромен ефект во светот, тоа значи дека мора автоматски да има и огромна причина позади него. Но не е секогаш така. Еве гледаме дека вирусот е само еден од многуте милиарди организми кои што имаат потенцијал да ни наштетат, да не заразат и така натаму, и тој е само успешно тоа што го прави и нашето неодговорно сување допринесо кон тоа. И поради тоа, нели, верување во теории на заговор, честопати луѓе веруваат креираат, тоест лажни вести, тоа се амплифицира преку социјалните медиуми, затоа што тие се во принцип дизајнирани да амплифицираат комуникација, да стимулираат интеракција помеѓу луѓе, ама не се дизајнирани да речеме, да модулираат содржина до тој степен. Значи, јас сум стимулиран да кажам нешто, ама не е битно што кажам толку. Да, обично насловите им се важни, кликови, нели, порталите заработуваат на кликови. Да. Ќе стават некој бомбастичен наслов, можеби содржината понекогаш и нема врска, но има луѓе кои што ги читаат само насловите и останува таа информација кај нив. Како да се справиме со таквите вести? Психолозите зборуваат за еден концепт кој што се вика когнитивна инокулација или когнитивна вакцинација, може да ga се нарече. Тоа е пресликан концепт од нели имунолошките науки на вакцинирањето. Поентата на вакцините нели да не изложи на безбедни дози на одреден патоген, за ние да створиме имунитет кон тоа, со цел кога вистински би се заразиле, би можел организмот лесно да го преброди, затоа што има одбранен механизам веќе створено во врска со тоа. Сега истиот концепт се пресликува на психолошко ниво. Значи, мала изложеност, нели, од едукативен карактер на лажни вести, преку нели едукација за истите би можел да допринесе во тоа, например, да се, не знам, кога би имало вебсайт каде што би можел да отидеш и да провериш, имаш две вести, два наслова и така натаму, нели тоа се специјално дизајнирани, и да го изиграш како квиз, например, да одлучиш кој од нив е лажна, и на тој начин полека да почнеш да го тренираш населението да размислува скептички во таа насока, односно да го имунизираш против тоа, да го направиш подготвено, да има одреден механизам кога ќе дојде во контакт со вестите од порталите кои што играат на нашите стравови, играат на нашата нели паника со цел да направат повеќе кликови и профити така натаму. Мислам, они си имаат повеќе бизнес интереси отколку научни интереси. Да ги информираат граѓаните. Да ги информираат преку другото. И тоа е проблемот со научната комуникација. Би требало нели и медиумите да се вклучат повеќе во врска со тоа, ама искрено да се вклучат. Мора политичката коректност да се фрли во канта. Јас сакам да кажам, мора да се симнат маските под наводници, нели, со цел да се стават маски. И мора отворено да зборуваме и од страна на медиумите, и експертите мора да бидат поведливи, значи тие што имаат да кажат нешто во јавноста на оваа тема паметно, мора да излезат повеќе. И во овој момент мислам дека малку премногу се политичарите присутни во етерот, преку нив оди све, они го имаат монополот на комуникацијата и тоа е проблем. Не знам, отвориш фрижидер и таму ќе најдеш политичар. Значи, мора малку интелектуалците, експертите да излезат, да бидат поактивни. Не знам, да прават YouTube видеа, например, да објавуваат, да објаснуваат работи, да учествуваат вака во емисии, да пишуваат блогови, да направат подкаст, да било како да се активираат без да бидат нели стигматизирани дека ако тие не го кажат своето мислење, кој? Мислам, тоа се луѓето кои што би требало да
промовираат одредени идеи како да се справиме со овој проблем. Така. Вестите нели на медиумите на телевизиите обично нели ја покажуваат моменталната состојба. Постојано бројки се кажуваат, смртни случаи, цели вести речи се исполнети со вести за коронавирус. Како се тоа влијае врз психологијата на еден човек, на една поединка? Негативните чувства секогаш те мотивираат да бараш негативни информации. Во случајов публиката тоа најверојатно го бара, затоа што се чувствуваат лошо и се чувствуваат доведени во опасност поради кризава, поради епидемијава, стравот од вирусот и така натаму. И тежнат да конзумираат, тежнат да бараат такви вести. Типично негативните вести, лошите се повалентни, тоа се вика, имаат поголем потенцијал да се прошират во... И најчитани се. Да, најчитани се во помеѓу групите, меѓу луѓето, затоа што, повторно ќе кажам, од еволуцијски смисол, лошите вести имаат значајност за нашиот опстанок. Значи, ако си добро информиран од каде доаѓа опасност и што е лошо, тоа е уствари битно што тебе ќе те остане да жив. А ако се интересираш само за добри работи, може да повторно да се доведеш да станеш игнорантен кон лошите работи, затоа е битно да се најде одреден баланс. Битно е медиумите да промовираат одреден баланс, значи да не ја преместат, да речеме, терзијата кон една насока, туку да има балансираност, затоа што има и позитивни приказни во ова. Има луѓе кои што се излечиле, има луѓе кои што се корисен пример на однесување. И бидејќи ние сме силно социјален вид, што значи тоа? Тоа значи дека се имитираме едни со други, тоа значи дека учиме едни од други, значи да се најдат луѓе кои што покажуваат позитивни примери. Тие кои што, повторно ќе кажам, се авторитети во одредена група, да кажеш, например, еве го, види го Атанас, цело време пази, мислам, ако он може, зашто не можеш ти? Так. Тоа е таа логика позади тоа социјално учење едни од други, или учење со наблюдување, или споредување со другите. И ние сме, мислам, социјалната психологија покажува дека тие методи се ефективни, затоа што кога се споредуваш ти со својот комшија, и ако комшијата е поуспешен, типично и ти би сакал да бидеш на тоа ниво. Сега, тоа народски се разбира, не знам, како љубомора или не... Надпреварување, тоа е, но не е така едноставно. Значи, не е толку едноставно, но поентата е таа, дека квалитетните примери во својата социјална група честопати имаат ефект врз останатата група. Значи, ако некој што ти значи се однесува како што треба, веројатноста да кога ќе те споредат тебе со тој, и ти да го промениш твоето однесување кон подобро е поголема. Значи да се промовираат од тој аспект позитивни пораки. Да речат, еве, не знам, погледнете, например, ако се работи во религиозен контекст, затоа што имам проблем со тоа, например, во оваа џамија се почитуваат мерките, погледнете, се носат маски, се држи дистанца, се избегнуваат непотребни групирања и така натаму, доколку се даваат такви позитивни примери, мислам дека тој ефект ќе се мултиплицира и кај неостанатите. Да се искористат пораки кои што се блиски до таргет групата, до нивниот морален свет. Ако се работи, например, за луѓе кои што се религиозни, да се искористи, да се најдат тие концепти. Еве, например, да речеме, во исламот, се препорачува миење пред влегување пред молитва, пред влегување во џамија. Што значи тоа? Тоа значи да се остане чист, да се остане здрав. Како тоа може да се поврзе во контекстот, да се почитуваат мерките, други дополнителни и така. Сакам да кажам дека тие учења, тој морален светоглед, во овој контекст не е некомпатибилен со она што се промовира како здраво однесување. Па и мислам дека и христијаните имаат разни да, секако и ритуали, свештените лица можат да влијаат. Да, концептот на прскање со вода, со тие работи символизираат пречистување, целата поента е да се пречистиш. Што значи тоа да се пречистиш? Тоа во суштина значи да останеш здрав.
ако подобро ги размислиме работите. Ако такви пораки мислам дека би имало поголем ефект кога би се адресирале тие луѓе. Затоа велам, многу е битно да се има психолози во таквите комисии кои што носат одлуки, затоа што човековата психологија е многу комплексна материја. Мозокот е најкомплексниот орган во универзумот, за кој што знаеме. Содржи 86 милиарди неврони, значи тоа клетки, кои што еден неврон во просек некаде околу 7000 конекции има со други невроди околу него. Тоа е такво ниво на комплексност, кога тоа е на индивидуално ниво, кога ќе го доведеш на ниво на група, е уште покомплексно, а кога ќе го доведеш на ниво на глобално ниво, нели како цела глобална популација, е толку комплексен проблем што мислам дека не е доволно само да се адресира епидемиолошки, мора да се адресира и психолошки. Така, кога сме веќе кај мерките, нели, во однос на одржување хигиена, имаше мерка на социјална дистанца. Нели, споменавте претходно дека можеби е и погрешен терминот физичко дистанцирање и социјално. Се бараше од населението да остане дома. Можеби тоа е, нели, дел од препораките за да се спречи ширењето, меѓутоа сето тоа се одразува врз животот на населението, на луѓето, помеѓу пријателите, врските помеѓу роднините. Да, тоа е исто еден голем предизвик кој што уште една причина плюс зашто се потребни психолози во Равенкава. Прво, терминот социјално дистанцирање е малку проблематичен. Социјалните научници и психолози препорачуваат да се користи повеќе физичко дистанцирање, затоа што социјалното дистанцирање имплицира и одредена, нели, емотивна компонента. Кога се социјализираш, не подразбира само да си физички близок со некого, тоа подразбира да си психички близок со некого. Тоа подразбира социјализирање. Но во овој случај не го мислиме тоа. Во овој случај ние мислиме физичко дистанцирање. Затоа што ние може да се социјализираме иако не сме еден покрај друг. Значи, можеш да користиш Zoom, Skype, Viber, кога се слушаме по телефон, практично ние се социјализираме, ама сме физички оддалечени. Така. И тоа е многу битно да се напомене и да се направи дистинкција, разлика помеѓу двата концепта. Препорачливо да има физичко дистанцирање, затоа што, нели, знаеме дека ова е аеросолно пренесување на вирусот преку капки, преку нечисти површини и така натаму, но тоа не значи дека треба да бидеме социјално изолирани едни од други. Тоа значи дека сосема можеме да продолжиме да комуницираме и да бидеме продуктивни и да се дружиме и така натаму, иако не сме физички во истата просторија. Колку и тоа да звучи чудно, тоа е една жртва која што мора да се направи овој период, за жал, додека не се открие вакцина и додека не се најдат успешни методи на лечење, значи да се доведе ризикот до минимум, тоа е целата поента. Секако мораш да излезеш до супермаркет и така натаму, ама едноставно да се избегнуваат тие непотребни дружења, односно непотребни состанувања. И тука би нагласил уште еден битен концепт и битна разлика која што психолозите ја прават, тоа е помеѓу концептот на осаменост и концептот на изолација. Осаменоста е психолошка димензија, тоа значи ти можеш да се чувствуваш осамено, макар и да си во толпа народ. Значи, водиш на концерт, ако си сам таму од среде, ако чувствуваш осаменост, ти си сам, без разлика што има, не знам, милијадници луѓе околу тебе. Концептот на изолираност подразбира физичка изолираност, кога нема други луѓе околу тебе. И затоа мора да се разграничат овие две работи. Значи ти може да бидеш изолиран, а да не се чувствуваш осамено. Токму ако, нели, најдеш начин да се поврзеш преку, нели, методите на дистанца, комуницирање преку Zoom, Skype, интернет технологијата и така натаму, доколку најдеш некое хоби кое што од секогаш си сакал да го правиш, ама си немал причина и време, еве сега дома си имаш време, па да се насочиш кон тоа. Сакам да кажам дека социјалната изолираност не значи осаменост самата по себе. И мора тоа тоа е на позитивен аспект, да се адресира и да се објасни дека иако се поврзани тие две работи, сепак не мора тоа да биде така. Не мора да се чувстваш осамен ако си изолиран. Знам дека е тешко, знам дека многу луѓе се научени да живеат во група, и од разни културолошки
мотиви, од религиозни мотиви и така натаму. Но штетата ќе биде поголема ако се продолжи со таа практика и мора тоа да се намали во овој период, затоа што веројатно нема да трае вечно ова. Мора да се стеснат заби, мора да се да се биде одговорен некој период, се тоа може да потрае неколку месеци, но за доброто на сите тоа, за поголема бенефит. Тие културолошки навики секогаш може да се вратат назад лесно и ние имаме силна тенденција и мотивација тоа да го. Но медицински велица постојано повторуваат, мора да научиме да живееме со вирусот. Секое медицинско лице го повторува оваа реченица, како да ја прифатиме и како позитивно да размислуваме, бидејќи оваа пандемија ни го смени животот, буквално. Да, мислам, не знам да зборуваат за некаква нова нормалност и малку е тоа, не знам, чуден термин, чуден начин на размислување. Мене ми делува малце дефетистички, односно како да сме се откажале однапред. В смисла, сега готово, не може, тоа е. Ја прифаќам судбинава. Сме се помириле. Сме се помириле со фактот. И сега мислам дека кога го зборуваат медицинските лица, го зборуваат во контекст на прифаќање навики во овој период кој што сигнализираат здраво однесување, кој што ја намалуваат нашата, да речеме, опасност од да се заразиме од вирусот. Но кога зборуваат политичарите, честопати го користат, барем тоа е моја мислење, импресија лична, дека повеќе го користат во смисла на релативизирање на нивниот неуспех. Релативизирање на нефункционирањето на мерките, релативизирање, тоест иземање од одговорност. Значи, ако е нешто нормално, тоа значи дека ти не си одговорен за тоа. Тоа едноставно е нормално. Што значи нормално во суштина? Тоа е приложување кон социјални норми кои што повеќето ги прифаќаат, кои што сите ги прифаќаат. Ако ти нормализираш и направиш нешто така наречено да биде социјална норма, тогаш прекршувањето, да речеме, на истата ја сноси поединецот, не ја сноси некој друг кој што е технички одговорен за тоа. И од тој аспект не мислам дека треба да се создава една атмосфера на нова нормалност, токму тој факт, затоа што ги треба луѓето да го прифатат ова како не можеме ништо да направиме за ова. Јас мислам токму поентата е да се продолжи борбата, да се задржат сите оние права, слободи и благодети кои што ги имаме од цивилизираниот живот, а во исто време да го победиме вирусот, а не да го прифатиме како нова нормалност. Што значи тоа? Што е нова нормалност? Ако утре умираат по 1000 луѓе дневно, ќе речеме, добро, тоа е нова нормалност. И секоја нова нормалност ќе речеме дека е нова нормалност и ќе ја прифаќаме како таква и без да се бориме. Да, малку ми е тоа бегање од одговорност но мислам дека медицинските лица кои зборуваат за ова мислат дека во контекст на тоа да се моментално во овој период додека нели владе да го прифатиме овој стил на однесување, да не се срамиме од истото затоа што има силна културолошка компонента тука. Значи да биде, сакаат да кажат да биде нормално да кажеш дека си позитивен, затоа што тоа е одговорно, затоа што со тоа ги заштитуваш другите околу тебе. Да не биде тоа срамење, да не биде срамота. Епидемиолозите се соочуваат и со проблем околу криење на контактите со кои што било позитивното лице. Да. Во овој контекст треба психолог во комисијата кој што би го решил тој проблем. Па да дава совети и идеи за како токму да се надмине таа стигма. Ние сме во еден вид на заедница која што е мешавина помеѓу Балканот од секогаш бил таков некој амалгам, некој микс помеѓу западот и истокот. И тоа се две сосема различни култури. И кај нас за жал се уште постои стигма кај населението да се признае дека некој е болен. Тоа произлегува таа култура на срам, дека мене тоа ќе ми го наруши угледот, честа, дека осудување од средината. Да, другите ќе ме осудаат, пријателите можеби ќе ми избегнуваат. Бележење некој вид. Да, и тој тип. И мислам дека тоа е еден од проблемите
И тоа е поентата, ако зборуваме за некаква нова нормалност, под наводници треба да зборуваме во таа насока. Како да се редуцира, да се намали стигмата, срамот кај населението, да се признае дека затоа што во суштина ова е признавањето на проблемот е одговорно однесување кон сите останати. Значи, стравот дека ќе бидеш осуден и избегнуван и со тоа нели се доведуваш себе си во опасност и другите е проблематичен од тој тип на нова нормалност. Значи мора да смениме малку некои културолошки навики со цел да бидат поприфатливи. Ова не важи само за овој контекст, за оваа епидемија, туку важи генерално за сите други идни епидемии кои што ќе доаѓаат. Значи ова нема да биде ни прва ни последна. И од тој аспект мора да бидеме способни да бидеме возрастни, да не се понашаме како деца неодговорно, да се срамиме, да се плашиме дека некој да се правиме, не знам, мачо или од тој тип, затоа што многу луѓе го сваќаат во оваа култура, го сваќаат ова како признавање некаков пораз, како неспособност да се остане здрав и јак. Значи од тој тип некако имаат некои такви концепти, од тука произлегува страм. И затоа е битно таа нова нормалност да се сврти во таа насока, да се редуцира стигмата и срамењето, а не да се насочува во муабети од типот треба тоа е. Треба да се прифати, не можеме ништо и тоа е, што да правиме, не знаеме како. Значи затоа е многу битно да се има една поинаква behavioralна, психолошка перспектива на проблемот, затоа што токму тоа е најсилното оружје кое што го имаме во моментот. И мислам дека од тој аспект мора комисијата да се модификува и дури да се прошири. Тоа, мислам, може и не е ни потребно ни собрание, ако се зборува од правен аспект процедурално. Значи, тоа е во надлежност на министерот, така што, но ете, за сега гледаме еден хаотичен пристап, нели, као имаме 4 дена карантина, од утре дента све нормално, отвараме кафичи. И каков сигнал, каква порака тоа се праќа кај населението? Многу делува несериозно. Се делува како да се нема идеја кај тераме. И мора да се има стратегија, мора да се постават стандарди, мора да се има цел, кон што целиме ние, суштина. Да го намалиме бројот, што значи тоа? 5 дневно, 10 дневно, 0 дневно, значи да се дефинираат јасни стандарди и протоколи да се следат. И мерки кои што ќе бидат долгорочно планирани, а не да се прават ад-хок некакви, не знам, одлуки кои што во голема мера има индикации дека се поврзани со политички интереси, што е тотално погрешно во овој момент. И некако се има чувство дека се цело време трчаме по епидемијата, а требаше многу порано да се реагира. Уште кога излегува, нели, случаите во Италија, не знаеме дека имаме многу наша иселеничка заедница тамо, значи требаше да се преземат уште многу одамна мерки. И цело ова делува несериозно, хаотично, еве сега се подготвуваат избори во невиден пик на епидемијата, се форсира тоа и така се создава една импресија дека не знаеме што правиме, не знаеме кај тераме. Нема професионалност, нема искреност и тоа создава недоверба, создава стигма и јас не би сакал тоа да биде новата нормалност кај нас. Така. Со сета оваа ситуација во која што се наоѓаме, нели, како луѓево да си го задржат позитивното расположение, нели, сепак да го заштитат здравието, да се придржуваат до мерките, но да направат нешто за себе, за да си го подигнат расположението. Што можат да направат? Да, прво да комуницираат секако. Јас прво што направил би намалил социјални мрежи, дефинитивно. Висење на Facebook, висење на Twitter, генерално се асоцирани со многу патологии и со многу психолошки, да речеме, дисатисфакции или многу малку има докази дека всушност социјалните мрежи имаат позитивни социјални ефекти. Во овој случај, нели, најчесто конзумираме лажни вести, конзумираме фрустрации затоа што кој што направил, кој каде. Да, посебно затоа што социјалните мрежи ги направија успешните, богатите толку лесно достапни
И ако во минатото сме се споредувале со нашите врсници кои што спагаат во истата категорија на луѓе, сега се споредуваме со луѓе кои што се во многу различна категорија на луѓе. Тоа се богати, познати луѓе и така натаму славни, тоа е извор на многу големи фрустрации. Значи, јас ако порано сум се споредувал со не знам, мојот пријател со кој што сме играле заедно одбојка во истиот тим, сега се споредувам на пример со Ким Кардашијан. И тоа е малце чудна ситуација од биолошки, од психолошки еволуцијски момент. Значи тоа често пати мислам дека не прави прилично нестрекни и наместо тоа, наместо тие висење на социјални мрежи, тролање, провоцирање, изразување гнев, тие создаваат многу гнев, повеќе да се комуницира со луѓе кои што навистина нешто не значат. Значи повеќе диатична комуникација, тоа се нарекува, кога комуницираме со некои што ни се блиски преку телефон. Значи да имам група на луѓе, нормално да држам физичка дистанца, но да не слушаш секојдневно. Да не престанам со комуникација. Значи каси што преш, добар си, како ти денов, прочитав ова денеска и така натаму. Значи да се задржи квалитетна социјална интеракција, ама не преку социјални медиуми со некаква сиаморфна маса, туку со оние луѓе кои што имаат идентитет, кои што вистина ни значат и кои што може да ги комуницираме, да искомуницираме преку методите на современата комуникација, да бидеме на друга локација, се разбира. Друго, она што го спомнав претходно, да се најде некое хоби кое што не исполнува и да се биде оптимистичен дека ова ќе се надмине, ама не илузорно оптимистичен, во смисла да не гајме илузии дека нема опасност, да ја прифатиме реалноста дека има опасност, но тоа не значи дека не можеме ова да го надминеме. Сепак имало и други пандемии во историјата кои што биле успешно надминати, така. Да, сме ги надминале, сега некои со повеќе жртви или помалку жртви, но целата поента е да се остане позитивен, да се најде она што навистина не прави стрекни, еве кажам така, ако ти се пишува нешто, пишувај, ако ти се, не знам, ако сакаш да научиш да свириш гитара, сега е моментот. Почни да читаш, да гледаш филмови, нешто што можеш и дома да го направиш. Така. Значи има милиарда работи кои што можат да се направат независно од, и исто така да се спортува, е многу битно тоа да не го заборавиме, затоа што спортувањето и физичката активност е силно поврзана со чувството на среќа и со благодет и со когнитивното здравје. Значи постојат многу студии кои што го потврдуваат тоа, на пример, постари лица кои што се физички активни тежнеат помалку да заболуваат од оние старечки болести што ги нарекуваме како Алцхаймерс, деменција и така натаму. И секако има физичкото здравје, но спортувањето има и психолошки ефекти, има многу силни когнитивни, го разбриструва, ајде да кажеме народски, мозокот, и тоа не држи посрекни, попаметни и така натаму. Значи помалку имаме време да размислуваме на лоши работи. Значи хоби, физичка активност, социјален контакт со тие што ни значат е битна компонента сега кога се одржи физичка дистанца. Меѓу другото и ред други работи. Значи да се размислува оптимистички дека на ова ќе му дојде крајот, само нормално треба да бидеме внимателни, предпазливи и одговорни. И издржливи. Така, издржливи, да. Затоа што ако го изгубиме надеж, нема поента. Сето ова го правиме за да останеме здрави, нормали и што и като тито читави, нели? Така. И сега за крај, вие сте дел од веб страницата Наука за сите, на која што правите еден подкаст. Ајде нешто околу тоа, некои детали? Да. Наука за сите не е само веб страница, туку е на поголема иницијатива која што започна 2015 година. Јас тогаш ги правев моите магистерски и докторски студии, постдокторатот во Јапонија, живеев подолго време таму и со други така наши македонски научници од диаспората решивме да направиме нешто за Македонија, затоа што оценуваме дека многу малку има медиуми од
типот кој што промовира наука, ама кога зборуваме за наука, зборуваме за проверена наука, значи за сериозни типови на и портали, и веб страници и така натаму. И целта е на таа иницијатива да ја популаризира науката во Македонија како стил на живење, како размислување и на крајот како вредност. Затоа што сепак науката се уште е далеку од вредност во земјава. И со таа цел нели се споивме преку интернет со многу луѓе во Швајцарија на институти, Холандија, Германија, и дојдовме до идеја да направиме првично веб страница каде што ќе пишуваме издржани научни статии авторски статии од наши експерти и научници во области. Ги покриваме скоро сите научни области. Апсолутно нема тип на плагиаризам и преведување на старски текстови како што повеќето портали го прават кај нас. Оригинална содржина и како дел од таа иницијатива, како дел од таа веб страница. Иначе страницата е nzs.mk, naukazasite.mk. Како дел од таа веб страна и таа иницијатива и Наука за сите подкастот, кој што е единствениот подкаст во Македонија на научни теми, каде што разговараме со разни македонски научници од дома и од странство на одредена тема во кој што се експерти во полето во кој што работат. Например, имавме разговор со, тоест јас го организирам, ја го продуцирам, ја го водам тоа, со Ангела од Глигорова, кој што работи, например, во ЦЕРН, оној познатиот, најголемиот проект од физиката во светот, каде што го содржи големиот хадронски судирач. Таа работи на некој малку поинаков проект, но сепак е човек кој што е вклучен во најголемите активности, најактуелните, оно што се вика cutting edge science во моментов, и е македонка. Зборувавме со други луѓе, имунолози, со најдобриот научник за 2018 година Том Ефтимов, со разни луѓе кои што едноставно никој не ги познава кај нас, а се многу успешни во светот и многу се активни во своето поле на истражување на работа. И дефинитивно една од поентите на Наука со сите е да ги поврзе, да ги вмрежи, да ги направи видливи со цел да допринесеме некако да помогнеме. Значи, имаме ние паметни луѓе, само мора да излезат под камен. Тоа е целата поента на Наука за сите и тоа е да промовираме науката како вредност во Македонија. Секој кој што е заинтересиран може да ја посети веб страната, да прочита, има преку 160, мислам, високо интересни, квалитетни статии од различни типови на науки и може да оди да го преслуша подкастот, да ги преслуша разговорите додека, например, джогираат, вежбаат или прават нешто друго во меѓувреме. Подкастот е многу добар медиум за паралелно да се конзумира со некоја друга активност и да ги слушат тие интересни разговори кои што ги правиме со нив. Последната епизода беше со Билјана Мојсовска, каде што зборувавме токму на некои вакви теми за лажни вести, за тие работи. Следната ќе биде за психологија на епидемиите, продолжуваме во таа насока и понатака имаме интересни исто луѓе со кои што комуницираме и се дел од таа иницијатива, така што има супер содржина. Секој кој што сака е добре дојден да ги посети, да ги прочита, да ги слушне. Ти благодарам многу на разговорот. Сигурна сум дека гледачите останаа до крај, бидејќи беше навистина интересен. Се надевам, навистина многу благородно од ваша страна е што остваривме соработка, што ме поканивте во вашето студио и се надевам нема да биде прва и последна. Се обидуваме да секој да допринесе кој колку што може и јас ова го знам, ова се обидувам да го придонесам кон останатите. Се надевам дека ќе им користи на сите и ако ништо друго е дека ќе скокотне малку да размислуваат покритички на проблемот и да се однесуваат поодговорно во дадениот случај. Се гледаме во следна прилика. Поздрав.